Драги мои, ако во претходните емисии имавме промоции на нови песни и музички остварувања на нашите истрани уметници, овој пат ќе имаме промоција на една прекрасна охридска група која ја негува староградската песна, групата Варош. Добре дојде за Иван Ивановски на гитара, Тони Танковски на хармоника и Виктор Куртески на виолина. Најпрво, како се чувствувате во нашето студио? Супер. Многу воодушевени сме од Јас иначе како дома. Така, Иван ни беше и претходно, пред известно време ни беше гостин. Сам, овој пат целата група Варош имаме во студиото на Импродукција. Нашите гледачи има можност да уживаат во вашата прекрасна изведба на староградската песна Бог да бие Русе.
Што ќе кажеме за оваа песна? Бог да бие Русе, тоа е потекнала од стара охридска песна која што изведувале старите охридски тајфи, старите, ево ќе спомнам кога јас како потомок на тие стари охридски тајфи, групата Садиловци, еден член од нив беше и мојот дедо Наум Куртев. Јас не го паметам дедо ми, него сум ја наследил таа жица музичка, како и моите исто татко ми, стриковците мои, исто така сите се музикални, братучедите мои исто така се инструменталисти, свират кој гитара, трим и така ти работи. И сега ние како наследници на таа музичка сме наследиле таа музичка жица и ево сега то фактички ние и како основен извор на екзистенција. И така да ето тие испеале многу песни во тоа време, една песна од нив и ова песна Бог да бие Русе, како и ред други. Така, една преубава староградска песна. Тони, колку време постои овој бенд, оваа група? Ние сме... И чива беше иницијативата за да се оформи? Па, тоа е заедничка иницијатива од нас тројцата во група. Тони беше прв, мислам. Тони не е така. Иницијатор, главен. Не се сеќава пак. И сега направивме ваква комбинација и ние се трудиме да ги негуваме ови наши охридски песни, ама не е тоа некоја работа, не се само тие песни што ние ги свириме, ние свириме, можам да кажам дека свириме во таков ресторан, во таков хотел, во Сити Палас, во хотел Белведере и во други останати ресторани, свириме секаква музика. Така, се што ќе побара публиката, така. Се ќе побара публиката. Можам да кажам дека сега и малце потешко е да се задоволат сите жилби, но ние се трудиме да тргнеме и од нашата стара традиција македонска песна, па све до овие што ги викат и помодерни песни, речеме прекасно. Така. Сите овие што се како што би рекол Бурим. Бурим. Значи сите овие песни што се присутни по нашите диско клубови, значи нема проблем, ние свириме и вака со акустични инструменти, свириме и со озвучени инструменти, така да од сите тие светски евергрини, инструментали, па песни кои се, бидејќи Охрид знаеме дека е светски град, тука иде луѓе од цел свет. И ние само ќе не праше да знаете некоја норвешка или некоја завчера имавме, да не знаете некоја песна, чешка песна, и ќе му свириме, бидејќи Охрид е таков град, посетуван од цел свет и морат да ги, едноставно да ги изненадиме дека ние сме овде свезналци и мораме да ги споштуваме. Одлични домајќини се. Меѓутоа да даваме акцент на нашата музика, затоа што оттаму ни се корените. Така. И треба да негуваме нашата песна. Малце хендикипирани сме, бидејќи сега некако све се одна нешто ново, помодерно, поаранжирано, по песни од соседството и повеќе, али тоа е краткотрајно, сепак пак се навраќаме на нашето македонско и веќе кога ќе се засвири тоа старава македонска песна, сепак се враќаме на некои поубави времиња и поубава психолошка динамика се развива кај луѓето, се опуштат повеќе и по-домакински се чувствуваат во просторот каде што свириме ние. Така. Иван, како успевате да се усогласите како група? Дали е тешко да се усогласите? Па види, да ти кажам, значи то или оди или не оди. Значи ево, сме свириле со толку наши колеги и ми е драго што ево ние баш како трио се вклопивме, ево веќе карактерите. Да, и карактерите, но и по музикалноста исто. Значи едноставно оди работата, оваа песна сега како и да е, значи мора да се вежбаме дома, се собираме така. Значи си има работа, еден клуб, како што кажавме, значи излегуваат и многу нови песни, но едноставно таа некоја да речам музичка дисциплина, едноставно почнуваме, знаеме од оваа песна, од тој тоналитет ја пееме, едноставно оди да ви кажам. Со поглед се разбира да сигурно така. Буквално некој че така и што ми е многу драго, затоа што ако нема согласност, значи тоа е веќе некоја
се ствара нека нервоза, ипак нетрпеливост, каде што веќе тоа не оди на добро. Но, кој што кажав, се разбираме и карактерно и секако и музички, ни оди работата. Нашата улога е многу важна во еден ресторан, ќе се јадат, ќе се пијат, али повеќето време преостанува на нас да ние му овозможиме на посетителите во гостителските објекти да се чувствуваат удобно, да ги расположиме, да се осеќаат како да се во нивниот крај. И едноставно се чудат, бидејќи имаме вака, ние сите вака, поиме по старите републики, ретко или да речеме, ретко некој ќе да свири ваков репертоар. И самите луѓе, музичари што доаѓаат од другиве краишта, кога ќе му засвириш некоја песна, што во неговиот крај не знаат музичари, ние ќе му отсвириме, бидејќи сме се потрудили да ја научиме и тоа е наша една добра корист и добиваме поени кај публиката, нормално и наградени сме. Така. Со пари. Така. Колкав е најголемиот бакшиш што до сега сте го добиле? Дали паметите? Многу. Стварно многу. Сега имавме на прилика гостите бе толку задоволни. Ево, јас ќе кажам, ама со цензура ако. Така му. Значи добро сте добили добар бакшиш. Бакшишот е ако сакаат луѓето да се расположат, ако се дојдени да се расположат, и самиот бакшиш го заработува музичарот. Значи, што повеќе, тие никој не даваат пари за нешто кратко трајно, нешто небитно, него те шетаат овие гостите, ај ова песна, ај она песна, кој ќе се види дека ние не сме баш оно кратко трајни на малце, дека имаме мал репертоар, дека имаме широк репертоар, тогаш самите гости ги не наградуваат, бидејќи и на крајот ќе се заблагодарат, бидејќи тоа време што биле со нас го поминали многу и задоволството се плаќа. Да, така. Али се испаќа да се вежба, заедно, тоа е апел до младите, да вежбат. Што поќе и од забавни, и од народни, ево Иван го имаме тука за поќе ю песни што се позабавни од рокерски. Ево, не случајно Елвис Пресли на мојата гитара. Така, јас ми најден при твоето неодамнешно гостување го заприметив тоа, доста интересно. Баш, ето така, тоа е една крал икона кај шо. Значи сите песми што ги одживеале овие сите генерации, да речеме, од 70-тите години па навака. Значи сите песми по 30-40 години што останале меѓу народот, ние ги свириме и се уште се пеа. Така, кога сме кај настапите, каде во моментов настапувате? Најчесто. Ете спомнавме Сити Палас, таму се вашите познати староградски вечери. Да. Таму сте секој петок и сабота, така. Секој петок си. Сега сме. Така. Секој петок и сабота. И денови по потреба. Но во летниот период мислам дека секој ден минато Да, секој ден. Значи се уште рано сезоната. Не, секој ден сме скоро за ангажирани. Дали има настапуваме и во вчера имаше и на семејни прослави си. Да, вчера имаш ношти свиревме на крштевки, роден дени, свадбички, така. Така. Како реагираат странските туристи? Знаеме дека во нашиот град има голем број странски туристи. Како реагираат кога ќе слушнате на убава староградска песна? Значи се чувствува тој се чувствува дека ја прифаќа нашата песна. Значи, видите, секоја земја, секоја музика си има некои своји ноти. Ето, кај нас ево што дошли доста музичари, значи, и познати музичари интернационални, навистина се чудат на како тоа го свириме ние, како го интерпретираме. Ние се чудиме пак тие како ја свират нивната музика и ето, значи, тоа е веројатно некоја навика и се останува на нашите потомци што оставили и ние го на некој свој начин сме кој подобро, кој полошо да го интерпретира. Ево ќе кажам јас една доготовштина и многу интересантна и тој човекот беше од Хрватска, Загреб. Има газден на хотел и беше некоја туристичка средба во хотелот Инекс и тој едноставно не повлече музичарите во малце во една имаше една така мала пауза, али во другата сала, во помалата сала во Инекс,
и ни рече сад ćete да ми свирате ону песму, некогаш бил овде во Света Софија и ние знаевме која песма е бара тој, Охрид убав мил. И тој само си слуша, ние му свириме, тогаш ни даде 500 евра. Значи, вие нисте свесни колку лепо свирате и го зеде телефонот и му се ава на некој таму, некоја група од Загреб, што стално оделе во Загреб, се береле сите тие бизнисмени во тој неговиот хотел и во 2:30 негде му се ави, му рече, чујте момци, да знаете да овде постои боља група од вас, вика. И така, му ја свиревме и тој уживаше и цело време само ни потенцираше колку е лепа ова музика. Охрид убав мил. Да ви кажам, тоа баш ни се деси. Јас уште сепак си анализирам шо дали музиката му е добра или зборовите, и едно човекот си седеше и за овие сите туристички работници што седеа во другата сала, викат ови стварно не знаеме шта имају лепо во Охриду. И лепа е и природа, лепо е езеро, а лепи су и музичари, мислим добро забавлjaјu музичари, така сите тие работи. Ево да речам, имав средба и имав чест да му свириме на бившиот претседател на Република Бугарија, на Петар Стојанов, во Сетинал. И вака беа округли, полуокругла маса беа седнати и рече, ние му свиревме и не праша претседателот дали сакате, дали јас смеам со вас да пеам, ние му рековме, јас стари реков дека може господин претседателе. Сите македонски песни, значи, ги пееше. Тој пееше. На крајот, значи, добро се расположивме. Сега тука беше еден добар момент и многу убав момент. Сите гости, сите функционери, председатели од наша влада и председателот, сите тргна да си одат, председателот дојде да се поздрави со нас, тогаш цела група зад председателот дојде да се поздрави со нас, да ни заблагодари председателот. Дури ја викна и таа Снежка, неговата организаторка од протоколот, викат, сакам ова музика да ми биде гостин во Софија, бидејќи многу убаво си помина. Али тогаш требаше со господинот Трајковски, председателот, требаше да се деси тоа што се деси и не се оствари таа среда. Значи луѓево овде, освен добрата храна што ја конзумираат нашите ресторани, се трудат од убаво по убаво, најубаво да ги послужат, а ние сме исто, нашите колеги во Охрид и другите колеги од Македонија се трудиме што повеќе да им овозможиме за подобро задоволство, да го тоа време што ќе се во Македонија едноставно да се опуштат и да уживаат во нашата држава. Така, ве имате многу вакви интересни случки, ќе продолжиме со една случка која ќе раскаже Иван, но пред да продолжиме со разговорот, ајде музика. Да. Што ќе пееме сега? Разборавме, ајде малку да попееме, да посвириме. Која песна ја пееме, колеги? Тиме, ајде. Ajde što pijana šetaš ti, što pijana šetaš. Ajde što pijana šetaš ti, me voli pijana bez radi. Ajde što pijana šetaš ti, me voli pijana bez radi. Ajde čačijana šetaš, fine moj, bosa ponavani.
veseliš. Ajde na Saraj da sediš, mime moji, žoltici da broji. Ajde žoltici da brojiš mime, žoltici da brojiš. Ajde žoltici da brojiš mime moji, na drvo da rediš. Ajde žoltici da brojiš mime moji, na drvo da rediš. Весела песна. Ето така, уште една преубава староградска Чаршиска песна, а? Чаршиска, така? Староградски. Старите. А како наслово точно? Ајде што пијана шеташ ви. Така. Ние ја крстивме песната за Фина. Така. Па ето и жените пијат. Пијат и сега пијат жените. Тоа не било само во минатото и сега. И сега, да. Но тоа е добро секако Да, кога е во апсолутно. нормална мера, така? Јасно, алкохолот доведува до пријатно... Природен релаксатор. Така. Релаксатор. Убаво расположение. Иван, ајде да ја слушнеме таа случка која се случи пред скоро време. Па да, мислам дека имавме гости од Германија. Се почнавме да свириме така. Да пиеме. Па да, и меѓу другото и тоа, интернационална музика, така некои инструменталки што ги знаеме, што ги свириме. И една од гостинките, Германија, така ајде, Македонски. македонска музика. Почнавме со нашиве песни традиционални, со македонско девојче Јоване Јованке. И дел од гостите станаа да играат, а германци, значи да играат буквално подобро да речеме и од нас, значи. Така, македонско Буквално оро да играат. Македонското оро. Јас едноставно се изненадив, значи си викам дали е можно. После искомунициравме на пауза и прашав деме како е можно ова? Викат Од еднашка каде сме знаете? само баш. Ми викат еднашка сме само дојдени, викат пред многу години, но викат не, ја засакавме викат музикава и дали не знам дали извор на YouTube или гледали некој видео, но стварно игра подобро буквално нас. Значи македонска традиционална музика, ето баш во 7 осмини игра баш менавме, питаме што викаме во 4 теми и тој го знае да го играат, баш Така. па се чудев, значи да ви кажам тоа. Постоеше онај прав уметнички корак и стас Да, за играорец, така бе едно 5-6 души. Дали Тој станува за збор машки, за за женски. талент или не знам. Може би вежба, не Да. знам, али беше Како се вистина потрудиле да фасцинантно. ги научат На нашите наше кораци? пријателски изненадување. Сепак тоа е да ви кажам, ето реклама за нас, значи буквално и за како нација и за нашата музика, значи Ја сакам. секој комуницира, значи кој каде бил, така ево. Така. Што правел, како си што поминал? правел, така, ето, се спомнало така и македонскиот ајвар и ред други, ево во јадења, но и во музиката, значи ево ова е нашето, да речем традиционалното, што го негуваме ние, ето луѓето значи го учат. Така. Јас може да кажам на случај. Може? Бев средна школа, бев некаде, тоа беше 83 година, тогаш членував во културно-уметничко друштво Гердан во Охрид. Така. И беше и август месец, некаде 23 август веќе, тога на турнеја ќе одиме за Шпанија. Отидовме таму се сместни. Работи, немаше 2 концерти да држиме. Другите денове слободни да правише. И не наса таму бе ни, не знам таму, близу. И имаше еден дечко млад, свиреше гитара, класична гитара. И водич во Бржица се заинтересира од каде се луѓе, што се како се. Нормално тој може да за сите мачи таму да се рече, водич во рече, овие се фолклорна група, фолклор од Македонија. Тој само ги крена рацете, викат признаа македонски фолклор, македонска музика. Значи, слушнале дури таму, ето и помлади генерации дека навистина македонската музика допира до сета.
посакав да трае. Така, се разбира и македонскиот фолклор, македонската песна, затоа треба да ја негуваме, затоа што многу од Реков, нашите да. групи не ја негуваат, повеќе имаме и препејување на српски песни, зошто не на нашите? Или зошто не се создаде нешто свое? Ако ние самите не си ја чуваме, нема никој, така. Песната наша македонска, затоа што ние ништо друго не можеме да бидеме освен македонци. Ние сме овде сме останали, до крај ќе останеме и ќе работаме тоа што работаме. Ќе пееме песни, ќе се веселиме и мислиме дека со тоа ќе овозможиме дека македонската музика да се пласира низ целиот свет. Вака, ова и нашите песни биле и обстанали и ќе се за секојаш ќе останат бидејќи имаат и ритмика, и мелодија, и се што е во самата како музичка наука присутно, нашата македонска песна е неедноставна, како да речеме, како овие други што се, ево да речеме, валцери или некоја друга сериозна музика. Таа е едноставна музика што е напишана во многу може побрзо да се научи, за разлика од македонската. Македонската музика, извините, Ајде. Македонската музика е позната во измешаноста на ритмиката. Значи имаме 7-осмински, 9-осмински, 11, значи има многу ритмови, што да речеме и за нашите северни соседи, србите. Не може да отсвире. Потешко ги сваќаат тие ритмови. Значи има уметнички ритмови, измешани ритмови, каде што баш и за тоа е карактеристиката. Така, и затоа нашата македонска песна е посебна. Кои песни ме интересира, кои песни ги бараат странските гости од нашите убави македонски? Има ова странски гости кои што да речеме или слушнале, или видале повеќе пати, или слушнале на YouTube сега е на тира. Така. Ги бараат. Претежно се знае кој е. Бисерот, Охридската, Билјана Платно Белеш. Па македонско девојче, македонско девојче, да. И Лихни да кајче веслаше. Македонско девојче можам да кажам, групи веќе видите. Има групи странски, не знам, може би англичани, водичите на англиски јазик му имат и штампано песмата. Зависи како ќе ме да разбере. Така, за да разбере зашто станува збор во македонски, која приказна. И пратат на англиски. Што се работа во песната, за што се зборува? Гледат приказната која е на потребна песната. е претходна едукација, кој сите странци ова треба да се ко некој чек листа треба да видите, овие сите што идат гости овде, значи треба да се ко некој договор да му се презентира, да му објасниме на луѓето кои ќе се намасава како ќе вечере, тој водичо да стане и да им каже, да му раскаже, за да ги заинтересира, затоа што не е ствар да дојде вечера и седи, јади, аплауз и толку. Значи, приказката од самава песна треба да се пласира меѓу народот. За секоја песна тогаш сме уште појаки, ќе видим. Така, ете кажавме многу зборови за нашите странски гости кои доаѓаат во Охрид, но каква е охридската публика? Колку сте задоволни од нашата публика? Охридската публика се поредка и поредка. Тоа се дължи на општата состојба. Дали тоа е, може би дека не сака да слушаат македонската песна? Може би не да не сакаат него. Јас мислам дека младите се повеќе сакаат староградската песна. Да, младите. Младите рече? Така. Младите. Ја сакаат. Ја нема она класа на луѓе во кафеаните од кои што би можело да се повеќе ето така. Виктор, нема она се класа. некој од поранешно, значи време малце од каде што имаат патено честото убаво време. Значи малце Така. поубаво време. Времената се многу сменати. Сите луѓе што идеа по кафаните, можам да кажам дека 90% ги немат веќе по кафаните. Ради разни Причини, причини, но сепак животот си течи. Кои сакат, кои имат можност, мора Има да се, дадеш. владите ида. Млади, ево сега ќе почнат и разни веселби од било каков карактер и се компензираат некако, али добро, сепак сега економската ситуација ваква каква ше и времето тече. Некој пат кич немало ни музика, ништо немало, па сега биле и задоволни. Сега така ќе тераме.
да се веселиме што повеќе да имат позитивен дух во нас и во сите луѓе и бидејќи тоа е еден психолошки медикамент што се вика за душа на човекот да се расположи покрај минималното конзумирање на алкохол, да не е преголема доза. Дали ќе може да ја поздравиме мојата колешка Марија со едно рефринче? Марија, чао Марија. Ајде за Марија. За Марија вака. Срце гори трета година, силно гори, ке ме изгори, ама маре, нешто простори, дали слушаш, лична Марија, за Марија. Срце гори, трета година, да знае, но да не знае, мене срце ке ми престане, дали слушаш, лична Марија, дали слушаш, лична Марија. Ете така, ви благодарам, ја поздравивме нашата колешка Марија. Голем поздрав до неа. Виктор, кажавме дека потекнувате од музичка фамилија, но кога ете така посериозно започнавте да се занимавате со музика? Па јас почнав 73 години, на мои 7 години, кога се запишав во нижното музичко училиште, го завршив и после завршетокот продолжив. Ето по културно-политички друштва, пред се во Гердан, таму бев долги години. Завршив таму, завршија и средношколските денови. Продолжив исто со музиката до ден денеска и сега ми е основен извор на екзистенција. Екзистирам од музиката. Така. Тони, и вие од мали нозе сте со музиката, која е вашата приказна? Приказката во намано дека ше сега намата стара, не знам како Вајкикише. Татко ми викате, ова армоника сакаш да ти купам? Црвена беше. Сакам да ми купи. И ми купи армониката. И почна да си вежбам, да си свирам. Ма тогаш немаше како сега ше има. Сега име деца, значи такви услови што едноставно човек да само треба да имат волја да седнат да работат. Тогаш немаше ни касетофон, немаше ни орке да научиш, па немаше ни наставници, учители, цело време што викаме ние самоук и со самостојна вака индивидуална едукација. И овај најголем придонес имат и мојот кум Владко Плевнеш од Силвибе. Со него ќе ми даваше волја да свирам и често пати дома му, како што се дружевме, свиревме заедно. И настапувавме во времето, тогаш уште во почетокот како за него, тој учеше средна музичка школа во Скопје, после кога ќе дојдеше овде, заедно ќе вежбавме и покрај него, јас тој веќе школски тој свиреше, а јас и само тако самоук што се викат, и видов дека нешто постои тоа што некој треба да ти каже. Ама, значи, сепак пак велам јас, морат да се работат, али правилна работа. Сега гледаме, ево имаме и музичка школа, основна школа, па средна школа за хармоника и сепак имат добра едукација, добри просветни работници, имаме музички работници и само треба време, работа, анализа и едноставно ова музика ние што ја свириме вака по ресторани е најтешка музика, бидејќи во прав момент истовремено мора да интерпретираш било која свет, била музика, дали е староградска, дали македонска, српска, хрватска, босанска, англиска, германска, значи тоа е малце поголема концентрација затоа што настапите наши се ги споредуваме како по 5 сати да речеме свириме, тоа исто како 5 сати актериве што
драми што глумат глумциве, тоа ти е сат тие ја глуме драмава, ние глумиме по 5 сати. И даваме да го подигнеме да ги анимираме гостиве. Значи тие ќе вечерете и ние нон-стоп и пред вечера и после вечера ние сме настапиме на сцена за да ги анимираме, да им побудиме разноразни чувства, емоции и така натака. Така, Иван, за тебе кажавме во претходната емисија, но ајде да ги подсетиме нашите гледачи од каде љубовта кон музиката. Да, па дома брат ми исто свири, тој го гледав него и така почнав јас околу седмо одделение, мислам бев така 13-14 години. Така почнав, ево до ден денеска со гитарата, со пеење, супер. За Иван е нешто интересно што ќе кажам. Тој не е баш роден во време кога беше најубаво Југославија, кога се бара тие кога се слушаше там ју музика и стално си размислувам во мене, си кажам, кога би се родил тоа? Не, детево не е родено во тоа време и нема никаква поврзаност со тоа време, ама спротивно тој сега ги имат абсорбирано сите тие песни што останале меѓу генерации. Ние, знаете, не знам да помлади сте вие, ние учевме српско-хрватски на школа. Вие немате учено. Иван, ти имаш учено? Не. Ти немаш учено? Не, значи немате учено, иначе ги интерпретират сите од овие екс-Југославија, Оливер Драгоевиќ, и баш ми е... Црвена јабука, парни вајак, Бело дугме, па и овие, значи тоа... Значи понови песни ипак, да. Тоа е, можам да кажам дека тоа е некое искуство и дарба е што виќе луѓе, дарба че. Тоа ни фала на обајте збори. Сега прв пат во вака... Така, прв пат на сред емисија, така. Ајде одиме со песна. Ајде да... Доста зборуваме, ајде песна. Да видиме што има. Ама песми на репертоарот. Песми сега баш рековме пред да почне емисија, викам кои песми да ги свириме, ние не сме спили. Како вообичајно си свириме. Како што ќе ни дојде во моментот, така? Како ќе ни дојде во моментот. Сценариото што кажува јасно. Па нема во сценариото тоа. Ајде, ќе кажи. Да кајче Весла. Ајде, ликни да кајче Весла ќе да одпееме. Може. Ајде за сите наши гледачи нека уживаат. Kajče Vesla,
Јас сакам мирно езеро, езеро, душата да си одмора. Ликнија кајче ме слаже, Охридското езеро. Нивко си песна беше, и на платно беше. Ликнија кајче ме слаже, Охридското езеро. Нивко си песна беше, и на платно Ете така, и јас имав можност со вас малку да си запеам и да се Таква е размислам. ситуација. Сигурна сум дека и нашите гледачи пред нашите екрани запеа заедно со нас. Така. Досега како група вака немате ваша песна, но дали во иднина би сакале да имате или Текстовите би се направиле готови, така? да. Така? Да. Што има ново? Ајде Тони да ни откриеш какви текстови за каквите? Текстовите се нови, овие баш и со староградска тематика и овие случувања, овие секојдневни случаи, да речеме, повеќе песни вака како за свадба, да речеме, поемски песни, И Така. љубовни песни, таква тематика некоја што ќе со интересна содржина и ги спремаме тие песни и се Па надеваме. ајде. Музиката ајде сакаме да ја слушнеме направиме нешто сами. Ваше авторско, Музиката така? сакаме да ја Не, направиме сами. сега сме во тек на баш малце во тек на припрема на тие песни. На тие песни јас се надам дека во најкус Да, за брзо ќе си ги снимаме. од За некој месец може би. Така, ќе сега се сте готви. доста зафатени со овие сега- Да, настапи, имаме со многу семејни настапи. прослави, Сега така ќе- доаѓа и веќе летото. Тоа можеме да го направиме, да го изрежираме само во зимниот период, кој ќе имат помалку работа Или веќе. наесен, И не така. сакаме да Сега биде има само пример. колку да биде снимано нешто, сакаме стварно да извадиме нешто И музички квалитетно. да е добра песна, баш да како убаво што да треба. звучи, да не е Квалитетно. само цвирано, песна сними и толку. Значи сакаме да е квалитетно, затоа што мислим дека стварно можеме да го направиме тоа. Значи кој што знаеме ние. Така, дали како... За тоа ќе ви известим. Да, така. Па, И секако надеваме ќе- дека ќе Се разбира бидеме дека Да. дека тие Ќе песни ќе промовираме бидат кај вас, толку во секако. емисијата промо ќе ги промовираме. Така. Досега дали сте настапиле како група надвор од Македонија и дали би сакале да настапите некаде пред ете нашите македонци ширум светот? гост. Досега не сме настапили. Кај нас идете? Тие Странските било на гостувања одмор. кај нас, така? кај Така, нас не би било на одмор Немаме време да не таму затоа што од странци нас Доаѓаат кај сефе. Ние ги забавljаме Така. и немоеме да постигнеме А сега. да, баш би сакале, значи негде Така, да. така. Таму ќе се спремаме да Чудесија ќе нешто. таму. Може би во зимскиот период, ете, во нашата супер. далечна Австралија, Можеме, да. нашите македонци таму сигурно тие се желни да слушнат македонска песна, посебно Да, баш би староградска. сакале. Да, секако. Па видите, има да речеме во Австралија, Америка што се луѓе одени пред 30 години, 40 години, се што не познаве, зашто ние не сме Како? млади деца, се Така. излезиме да не гледат, мора да има Австралија да не запознаат. Ние сега преку ова Facebook, не, социјални преку мрежи. камери, преку оваква емисија, може ќе се сетат на нас. Така, ќе ќе така, гледале ќе ве колку побара, ќе рече така, сега, така. "Бе, овие колку стареле." Па не. И пак ќе рече, "Абе, овие исти останале." Ево ги Мислам дека поздравувам. второво ќе го рече. Поздрав, поздрав до мислам. сите што не гледаат ширум Па светот. има поздрав, некои поздравljаме сите. пријатели во Австралија. Кога ќе дојде да не Да. поздрави Роднини, на комши, место, Наши да, угари. да. со виолинчево што е со традиција, охридска традиција, научи да му свири. Ево ба, не знам. А тоа е музика, да емоциите така да излезат. Зашто имаме гледани луѓе кај што наши вака од странство идат нормално со емоции, со солзи. Па затоа јас мислам да отпееме една Да. емоционална песна. Која? Кажи облачеле бело, така па сега ми се мота нешто во умов, мислам дека таа треба да отпееме таа песна. Може, Може, јасно? може, Ајде, секако дека отпееме. може. Не, тоа не е отпојке некако. Не, ако. Што повеќе тоа поубаво. Така. Кажи
selo ili ja slušna majka mi što zvoni da go vide moj to rodno selo ili ja slušna majka mi što zvoni. Jaz go vido tvojto rodno selo i ja slušna majka mi što zvoni tu mi naje moj oče domio so drugici tu mi verbenio tu mi naje moj oče domio so drugici tu mi verbenio. Kaži oglaše vero, živo zdravo da si me videlo, vreme videlo da se vrata majka da pregara, vreme videlo da se da se vrata majka da pregara. Ете така, прекрасна, Емоционална пребава песна, да. Убаво, Иван, што ти тикна да ја отпееме и ето оваа моментално, песна. значи, без договор, без... Така, какво е вашето мислење за нашите фестивали низ Македонија, Тони? И дали вие би настапиле во иднина на некој од нашите фестивали? Слушай, фестивали како фестивали, една промоција на секој сака да отпедна од фестивалот. Убаво да се некој како едно збиднување и една средба на музичарите. Дружење, така. Дружење, така да го сватиме, други работи. И на песната, и на групата. Да се означи дека таа песна се пласира на тој фестивал во таа година од тој пеач, од тој композитор и така да бидат означени тие фестивалите. А битно тоа за награди, најголема награда е ако ја барет Публиката која барет. Публиката сама ги награда за Песните песна. ги снаа во фондот на пеачот или на композиторот, кој повеќе, кој помалку ќе бидат прифатени. Другите негативни работи, тие Како и да е убаво место за промоција, значи. Промоција, Не сега средба. рейтингот на фестивалот и тоа се веќе ако не е пак мајме и да фестивалот, тогаш веќе се губи ти цензурата, се губи ти она следливост на развој на македонската песна. Да, Мора така е, Меѓутоа мора да се апсолутно, одржи. апсолутно. мора да се одржаваат фестивалите. Да има Ето, некои подршка така за- интересни збиднувања. Мора така е. Да, тоа така е. Тоа е фестивалот е може ти кажеме една празник за песната. Така. Секој може да речеме цветници за Валандовски фестивал, имаме голем број фестивали. Да. Охридски Поцефест, трубадури, да. кој се одржува во Охрид. Дали мислите дека македонската песна е доволно промовирана низ нашата земја и дали нашите истрани уметници пеачи има доволно медиумска поддршка? Дали македонската песна е доволно застапена на нашите медиуми? Ете, покрај нашата ИНТВ која низ програмата Да. пласира само македонска Секоја чест за музика вас. и Чест за македонски емисии, какво е вашето мислење за медиумите низ кои Дали дали ја промовираат? веројатно све е поврзано комерцијално. Ако има некаква корист за прикажување на македонската песна, веројатно тој повеќе ќе биде застапена македонската песна. Сепак мене тоа сум во дилема, се викам јас сега имаме ние да речеме и локални телевизии овде во Охрид, да речеме, сега не знам и регионални се. Сега како што ќе се пласират и песната, така треба да се пласират и другите збиднувања, локални проблеми што ги тишат народот. Значи,
локалното место и оваа телевизија е основен извор за ширење на македонската музика. А не треба ние сега да како локална телевизија да ми даде некоја информација во други делови на светот. Значи локалната телевизија што повеќе вакви емисии, што повеќе збинувања, што повеќе млади да идат овде и живо да свират, не само да речеме отснимал, пушти ја касетата и отворе сам уста. Значи овака, едноставно дружба, заедничко промовирање, како да сме седнале сега уште Ракивчи салатче ви фали, така. Ај после емисија. Така може. Па впрочем вашата телевизија е единствена можда телевизија каде што само песма промовирате вие, така. Од вашето студио ветерот излегува само песма. Така, и емисии, ама И сите емисии, емисии се претежно, поврзани со да, ете новостите на музички нашите емисии, така естрани Значи уметници, све зависи од пејачи. вашите, све зависи од медиумите, али све како што трнато времето викат поќе време да не губам сега се тие ќе ги викнам, кога можам се некоја реклама да дам за ова, за некоја друга пракса и едноставно го губи местото македонската песна. А иначе македонските музичари ако сакаат да се на сцена треба стварно многу да се работат, затоа што сега дали се познати музичари, непознати или сега анонимни, сите заеднички менител е за сите дека треба да имаат широк репертоар од сите калибри што се викаат песни да знаат да пеат и тогаш немаат проблем. Ќе бидат поканет од секој газда на некој било кој објект, дали ќе биде диско или ќе биде ноќен клуб, ресторан и самиот си се промовират. И тогаш можат во таква една ситуација да ја промовират и македонската, да контактираат со публиката, ајте ова песна македонска да запееме сите, само во младина да тераш. Да пе нема такви некои луѓе млади пеачи или постари пеачи, едноставно да се соживи со публикава да ја подкрени, да комуницира, да имат Добро, јас би се енергија. надоврзал, а сепак е ипак талентот, значи многу битна работа. Така, значи тој што се запита за музика, значи се чувствувам кога човек е талентиран за нешто или не. Или ето општо самата харизма на не знам, самиот пеач, самиот музичар, значи публиката го чувствува тоа и едноставно што и да отпет, мислам, харизматична личност, едноставно ќе оди без разлика, значи тука нема и некој правило, секој што го викам и мислам го размислувам. Ето сум слушал некои, да речам, песни што јас не ги сакам, но ги отпеал некој познат пеач што стварно така, харизмата му е таква, едноставно станали хит. Така, биле одма прифатени од публиката. Да. Тука ми престанува уште да ви се заблагодарам што ми гостувавте во емисијата Промо. Навистина сте имав прекрасни гости, супер се забавувавме, си пеевме. Што ќе им посакате на нашите гледачи пред самиот крај? Виктор, ајде најпрво вие. Јас на сите гледачи би им посакал среќа и успех во живот. И само една мисла позитивна да имаат и напред. Тоа е, мислам, што би им го посакал. Јас од мене лично. Така. И се не знам други членови може би Тони, повеќе. така да, имате тие сигурно нешто за нашите Што гледачи. поќе да ја избегнете медикаментозната терапија со таблети, поќе да на музикална На терапија. музика, на македонска ова, музика. Од него Значи, гледна точка. Ова, значи, поќе да се психолошки, значи, да една слушање на разна музика и да ја одбегне таа друга страна што не ја сака никој. Значи, песна, веселба, здравје, само еден е живот и тоа е тоа. Така, Иван, Да се уште веселиме. ти за крај. Значи, пред све здравје. Значи секому да ги поздравам сите што не гледаат, што не познаваат и што не познаваат. Народе, уживајте само позитивна мисла, само песната е лекот. Што да кажам друго? Ете така, убави мисли, убави посакувања од вас. Драги мои, вие не заборавајте да не гледате и наредната недела. Јас тука ќе се одјавам, но имаме уште музика, ќе слушнеме уште една прекрасна песна, ако сгрешам, нека изгорам. Гледајте на наредната недела уште еднаш, довидување.
oči majko, što sam daleko sad. I me treba i mladi, si mi nadobri, svoj odmah zaduvan, sve u što znam. Ako zgrešam, neka izvoram. Svoj odmah zaduvan, sve u što znam. Ako zgrešam, neka izvoram. Sam te moram da me promira. Mora mi nazad povede. Ako zgrešam, neka mi zora. Nazad te se vratam, od raditelja raspuvam zablan, obnovi visoki, sam te izoram, ako zgrešam, neka izvoram. Obnovi visoki, sam te izoram, ako zgrešam, neka izvoram. Sine morilja, sam te moram da me probija. Korabi nazad